Смешни се и стимулативни символичните казни од 200 евра за фирмите кои од работниците по различни основи украле илјадници евра. Поради ово, од Гласен текстилец бараат измени во законот кој ги регулира односите фирми-работници. Ние мораме да бараме за жал индицирање, односно враќање на претходните глоби кои што си беа и во Законот за работни односи и во Законот за прекршоци, се со цел тие прекршоци да бидат соодветно казнени. Значи, вие ако имате глоба од 500 евра за неисплатени плати или 2 денара плата, денари по плата, за над 300 работници, што очекувате, дека тој работодавач ќе се коригира? Не, тој ќе ги продолжува тие прекршувања. И вие ако не можете работниците да ги наплатите во судска постапка, како што сме пробале, значи единствено мора да има соодветна казна за да имаме некакво коригирање. Во моментов глобите за неисплатени плати се движат од 200 до 500 евра, без обврска работодавачот да ги исплати платите. Нив работниците мора да ги бараат преку суд, но пари најчесто не можат да си ги наплатат. Гледате и случаи дека на таа сметка тие не ги ставаат парите, туку користат други сметки или отвараат нови фирми, а ги ликвидираат овие или ги прават деловно неспособни. Имате друг момент каде што не можете да ги наплатите и во судска постапка тие неисплатени плати и придонеси, така да сметам дека Државниот трудов инспекторат му се врзани раците. Од друга страна, последните анализи на Управата за јавни приходи покажуваат дека до 31 мај плата на своите вработени не им дале вкупно 181 работодавач, кои добиле финансиска подршка од државата за февруари и март. Од нив 157 не исплатиле плата за 1 месец, а 24 за 2 месеца. Овие работодавачи се од дејностите за подготовка на оброци и служење храна, трговија на мало, копнен транспорт, но има и од специјализирани градежни дејности, трговија на големо и мало со моторни возила и мотоцикли, правни и сметководствени дејности. Информираат од Управата за јавни приходи. Последните податоци за Гласен текстилец се уште една потврда повеќе дека нешто во законот мора да се менува.